Dame i gospoda, Sašo Tasevski. Мислам се слушаме, така? Пред 3 дена Центарон пливаше во вода. Рекоа подземни води. Абе какви подземни води бе? Овие фалангисти ви увладава, толку го ископаа Скопјево што Атлантски океан изби на плаштата. Сега треба само уште споменициве да ги научат да пливаат. Абе стварно, како овие античкива македонци не предвидеа дека вода ќе избие на плаштата? Мислам да предвидеа, можеа да турат уште некој споменик од Моби Дик, Капетан Немо, Малечката сирена, Рибарот Климе. Кој да е што има контакт со море? Знаете која е разлика помеѓу грчка и македонска трагедија? Па оваа грчкава трагедија се заснова на мит, а македонскава на мито и корупција. Многу ми се свига една дефиниција за корупција, вика корупција е власт плюс монопол минус транспарентност. Ние имаме власт, а имаме и монопол. Например, да кажеме, монопол е топлификација. Добро да, ама доскоро беше, нели? Топлификација, ти си порнограција, алчна си за пари од млади и стари, джабе против тебе петиција, лоша си ко шпанска инквизиција. Инкасантите твои се легија црна, ти влезат ли дома те дерат ко срна. Ако се криеш, те палат на клада, не чекај помош од оние во влада. Топлификација, злосторничка си организација. Бедните за тебе се таргет или мета, од тебе владата корумпирана цвета. А има уште еден монопол, не знам дали сте слушнали за него, ЕВН. И нели изгорени ние малите луѓе на оваа држава од овие монополи, а нема кој да те заштити. И нормално шо му преостанува на малиот очаен човек, освен да колне како баба наместо да опцуе комаш. Па ја така смислив една клетва и се надевам дека многу брзо ќе ги стигне овие два монополи. Вака иде. Црна се чума зададе, магаре диво да ви го кладе. И ваши мајки, сестри и стрини да облюбат црни беркширски свињи. По куќи да ви шетаат голи црнци, за лепче да продавате стари грнци. Да даде горнион да се греете на свеќи, ноќе да спиете во јутени вреќи. Светли направете од кремен камен, на најбедниот клошар да не сте му рамен. Ако сте темплари црни или масони, да не куртулите од хемороиди и од тампони. А ако сонувате ритуали, пентаграми и пирамиди, да ве мочам сите од черамиди. Тоа е тоа. Кога власта ќе застане зад корпорациите и само зад корпорациите, шо имате? Фала си ми ти, фала ти. Фашизам. У превод. Сите политичари се значи исти. Сите. Има една работа што е заедничка за ВМРО и за СДСМ. Нашите пари. Затоа, кој ќе избањате наш политичар, знаете ли што ќе добиете? Чист криминалец и нечиста вода.
Ама не се сите уствари исти овие мислам партије. Овие сеја што се на власт се пофини бе од овие претходниве што беа. Многу пофини се бе. Они не крадат. Они само градат. Например, они многу мислат за идентитетот на народот, за неговата добросостојба. Па гледайте од Скопје што направија бе. Атракција. Ама циркуска. Туристи од цел свет доаѓаат да го видат циркусот наречен Скопје 2014. Во него нема што нема. Коњи, бикови, лавои, шмизли, курви, педери највише има, у душа. Па толку животни кои што има на плоштад немало римскиот колосеум пред 2 милениуми бе. Фали уште само еден голем портокалов шатор да раснат од Сарај до Ченто за доживувањето комплетно да биде. Само не му кажувате за ова на Коцеот и он одма може да го спроведе у дело бе. Гледате бе. Гледате го бе Коце бе како глатко победи на избориве за градоначалник бе. Сега ако не тури кружен тек на месечината си го сечам. После тоа ќе гради катна гаража на Марс. И кој не плати за паркинг, овие Spiders of Mars што свиреа со Девид Бови ќе ги кревале колите. Абе, знаете како викам, јас? За Скопје е подобро цунами да го лапне, отколку Коце да му го бапне. Само вие смејте се. Ама Коце е многу бистар дечко. Најбистар. До душа знам само една работа што е по-бистра од Коце. Вардар. Коце и Грујо умрени за дела, од селата направија градови, а од градовите села. Тоа е тандем што сите го знаат, од адот лесно рај може да прават. Империја е нивна античка песна, искината мома ќе продадат за честна. Коце е плейбој, само не е нешто млад. Ене го на Вардар ќе прави водопад. Што мине крај жена, ја остава зината, ви реков, и кружен тек ќе тури горе на месечината. И Македонија ќе остане вечна и трајна, затоа мукла и не јадете лајна. Пичка ми матер глупава, шо ја дам лајна бе ја против овие наши народни добродетели и патриоти бе? Што ја дам лајна бе? Па луѓето живеат за дела. Гинат за дела. И Македонија ја сакаат со дела. А јас све се плашам дека од толку дела Македонија тешко да остане цела. Иначе, денеска е многу тешко да бидеш патриот. Најтешко. Ги нема многу патриоти денес у нашава држава. Мислам, има два вида на патриоти. Едниве патриоти се агресивни, мачо патриоти, ебачи. Како овој градоначалников сега на локалниве избори на ВМРО, таму некои селски општини што се обидуеше да стане, и у некое село се качил на говорница и почнал да ветува дела. Ако ми изберете, ќе ви направам модерен асфалтиран пат, ќе ви направам канализација, ќе ви направам водовод, ќе ви направам школо. И некој од толпава му рекол, ама какво школо, па во селово нема деца. И деца ќе ви направам. Тој е агресивен, овој патриот ебач. А овој другиот вид на патриоти, познавам еден таков, тој се вика Рајко и не ми е род, побожен до коска и голем патриот. Пред години 7 Рајко беше клошар клот, а сега е фраер, богат како брод. Им зборува на сите и зиме и лете, контра абортусот и за трето дете. Лесбејка штом види, целиот се тресе, ја мрази што не сака бебе да му снесе. И педери нејќе,
ги множи со нула, покрај портата триумфална сака и Ајфелова кула. Рајко е силен, партија го штити, вели, овде нема гладни, сите се сити. Женете Рајко, по цел ден се фали, како жена му по 3 пати во денот ја гали. И баш сега, пред некој ден, жена му го фатила во позиција зен. Крсно зе тој седел и шмукал патла клет, а партнерот му подпевнувал ко птица во лет. После го примил, така се испостави, Рајко сега тажи, жена му го остави. Ова е тој другиот тип на патриоти со трагична, тажна судбина. Многу е тажна и песната, нели ке се сложите. Исто беше многу тажно, бе, луѓе. Многу беше тажно, Абе, многу беше тажно, Овој Чичко Тинекс која го загуби центар на избориве. Абе, касиерките у црно ги зави. Ени ги уште, ако влезете у Тинекс, делат блага пченица гратис. Кесиве ги продаа по 2 денара, пченицава гратис. Влагаат муштери со насолзени очи и гнетат ли гнетат. Па толку е тажно у Тинекс што Јован Мразов, што е у фрижидериве се раскравил и тече по пот. Па на плоштад колку е тажно, бе, не се поминуе, бе. Не се поминуе. Букефал секоја ноќ се подмочи од страв. А на овој Александар Мечов му овенал ко пенис на дедо. Шмизлана таму си врзала јаже околу врат и спремила жилет за сечење вени. Абе, многу е тажно, луѓе, како се случи Чичко Тинекс да ги загуби изборите, бе, Па овој неговиот ментор Чичко Луј, први портокаловиот, го тераше 9 круга да трча, бе. Ја мислев до 9 дека ќе стигнат. Како се случи да загуби? А многу лесно можеше да победи, бе, многу лесно. Освен гласачите од Пустец, да им дадеа право и на споменициве да гласаат. Па ќе победеше уште у првиот круг. Со мнозинство. И после, па она колку ме нервираше, бе, кога загуби Чичко Тинекс, бе. Она, што сите се чудеа зошто кога загуби Чичко Тинекс, следниот ден, па до сега све по некој споменик нику не е на плоштад. Абе, луѓе, тоа е природна појава, што никнуваат споменици. Затоа што цел овој период врне, а после дош се знае или никнуваат печурки или споменици. Трето нема. Стварно се фини овие патриоти, веј, стварно. Многу мислат за народот, бе, не дај Боже владиниот авион со цел владин тим да се сруши у Сахара и сите да преживеат. Па уште следниот ден ќе прават седница и ќе опоскапат песокот. Ако сме кај песокот и кај Сахара, ова е многу лудо, што ми се случи пред некој ден, шетам во Дебармало. И шетам и одам покрај една кафана и ги гледам надвор седнати тројцата најголеми историчари на македонскиот народ. Паско Кузман, оној кој тврди дека го знае гробот кај на Александар Македонски, ама не го кажува да не избие Трета светска војна. Оној Александар Донски, што има една книга у која што докажува дека сите американски председатели имаат македонско потекло. И оној третиот го знаете сигурно, Чичениче Димовски. Тој докажува дека целото човештво потекнува од еден заеднички предок наречен македоноид. И ој кретеноид, нема вез. И ја поминувам и они тука стојат, седат и мене Паско вака ми дига рука и ми вика, глуме цела вамо, ја дојдов. И вика, ќе седнеш малце, викам, па не знам, викам, дали имам време, колку е саат, вика, Паско вика, сега ќе ти кажам. 12. 5 до 12. Вика, ми имам време, ќе седнам, седнав и вика, абе, глумец, ти, вика, многу јадеш гомна против нас на твоите стендап настапи, бе. Многу збориш дека несовесно ги трошиме народните пари на докажување на идиотштини за македонското потекло и така натаму, вика. Баш сега те викнав да ти дам, да ти спуштам, вика, да ти покажам доказ со кој ќе ти покажеме дека сите афрички племиња потекнуваат од македонците и дека зборат старомакедонски. Слушни ја сега песнава што ќе да ја спуштам на мобилен од едно афричко племе. И ми ја пушта песнава вака идеше. Маме да удаер, мене жабдугеа, беа жабокок, вода да глок.
Бе викам, шо е ова бе викам? Шо е бе паско ова викам? Па ова е типична афричка песна на афрички јазик викам. Донски вика, се лажеш глумец, се лажеш. Паско, ајде пушти ме уште еднаш да ја слушаме пува и па ми ја пушта. Маме да е удаe, мене жаптуе, беа да вокок, вода да глок. Ги гледам вака насмеани, вака ме гледат, ме кажи. Викам, луѓе, ништо викам не разбирам, ова е на афрички јазик. И Донски овој ми вика, каков афрички, ова е старо македонски бе будало. Слушај каков е преводот на денешно македонски. И тогаш запеа. Мама ми даде урда и леп, а мене шапчето ме гледа, бегај жабо скок, во водата клјок. Браво, викам, алал да ви е. Ама за една работа се управо вие, тројцава. Стварно сме империја, бе. Жимилозану и Есма. Тој што напиша песната таа империја, бе, перверзњак, бе. Сакаше на Европа да ја продае приказна дека као Есма е Олимпија, мајката на Александар Македонски, а Лозано е Александар Македонски, па сега као тие се у некој инцестуозен однос, па после секс, Есма овај Олимпија му вика на Александар. Море, синко, мајчин, како прцаш, ај доста ме прцаш, мене оди малку прцај го светот, па направи од него голема империја, па ви од твоето племе да ти прават споменици, кај стигна джавте, куравте. Луѓе, штета што не им се допадна песнава на народов и на овие фейсбуковци, бе. Па мораше Луј први Портокаловиот да се јавува да ја забрани да не иде на Евровизија. Па излезе она империја, клекни и по серија. Мислам, стварно штета, пошто Есма и Лозано се прекрасен дует од оној типон Басти Грен Мамас Riding on Young Boys. И тој тип на дует може многу лесно да влезе у мода. Гледате, следната година треба да ги пратиме Влачи Илиевски и Мирка Велинова. А после тоа може да идат Слаткар и Јагнула Куновска. Видовте вчера на Евровизија? Што не отидовме со империја? Видовте што се случи? Сега Есма мешто на опачки гаќите да ги облекува треба да ги спушти на пола јарбол. Стварно не е лошо да се пробува државново знаме со гаќиве на Есма, мислам да се смени. Ова као цирада на Фиќоса. Башка, кој има таков дует, заштедуеш на кореографија. Нема место, видовте вчера кој се избаци Есма, 15 квадрата сценава ја фати. Кога сме кај спотојве и телевизије, викаат, телевизије корумпирани ни биле. Добро, викам, зашо корумпирани? Вика, па луѓе зборат, вика, па глего за локални избори, Грујо не се тргна од телевизије, укрупен кадар на сите телевизии. Само уште на History Channel не се појави. А он многу ја љуби историјата. Јас стварно помислив, стварно е така, човеков не се тргна од телевизија, параноја ми направи. Ми беше страв со жена ми навечер у кревет да легнам до неа, све мислам ке се претвори у Грујо и ке ми рече, Злато, ај малку да ме ватиш, да ме татиш. Потуш ми беше страв да отидам, све мислев од она одводон, ке излезе ко психо, ке почне да ме дави со гајтан. Ми беше страв на шолја да седнам, све мислев ке излезе гъс да ми избрише. Сега гъс. Ова е малце научна фантастика, сега Грујо, мене гъс да ми брише. Мада овие прилепчани имаат една добра ова крилатица, вика, животот е колце. Демек се вртело. Све може да се деси. Значи, кога сме кај телевизије, корупцијава и научнава фантастика, седим еднаш со жена ми навечер пред телевизор и она вика, што ми се гледа некој добар филм, science fiction. Ја и викам, ја одме и реков,
ај пушти вести на Сител. Тамо, кога ќе се појави Латас, одма има некоја нова научна теза. Пошто он сега е доктор на науки, професор, тоа никако да го избегне да го каже која и да се појави. И он последно што докажал, дека овие кученца ако се раѓаат, сите се СДСМовци. Ама, на 40 дена прогледуваат и стануеле ВМРО-овци. Еј, али, шо ми се деси пред 3 недели, луѓе? Абе лудило. Пуштам телевизија и слушам. Луди, вратија се Јохан. И јај што се врати човеков. Беше крив, не е битно. Важно се врати, нели, за негови арно се. Али луѓе, овие репортери бе на вести бе. Овие на телевизија бе, тој на Канал 5 бе луѓе. Знаете ли како го најави доаѓањето негово бе? Нели се симиња авионов на аеродромов и овој репортеров. Еве го. Вратата се отвора. Ветре развигорче пирка. Срцата ни подскокнуваат од радост. Некои од нас добиваат блага аритмија. Устите се сушат. Разуздани млади хостеси прават пируети со леден чај во енцерите. Туку што една ластовичка се посра на мојот камерман. Еве го. Се појавува тази избриченото светло лице на нашиот Јохан. Слегува скала по скала. Конечно, стапнува на тлото на Александар Велики. Ова е мал чекор за Јохан, но голем за Македонија. Јохан е облечен во последниот модел на бутикот Хуго Хак Шевенинген. И жена му е облечена, сега за сега. Гледам турканица кој да му го врачи свежото пролетно цвеќе. Премиерот таму жестоко се бори со неговите родени деца за подобра полпозиција. Но неговите деца излегуваат по курнас, зашо премиерот имаше проблем со пневматиците и мораше во пит стопот. Се вртат прасиња наоколу. Некои се вртат на ражен, а некои околу мајка им. Луѓето пијат и јадат како дупнати. Некои пијат од сабајле. Се поганат во гаќи и повраќаат. Колку убав ден, колку голем ден, колку среќен ден, ама наскоро ќе се стемни, но само надвор, длабоко во нас ние продолжуваме да ја следиме светлината. Јас сум вашиот репортер Миомир Серафиновиќ, во живо од аеродромот Александар Велики од Канал 5 телевизија. Не знам дали сте слушнале, ама имало корупција во здравство. Не знам за вас, моите деца изгледа слушнале. Синов и вика на керката, дадо, ајде да си играме, ја ќе бидам доктор, ти пациент, ја ќе те лечам, и оваа керка ми му вика, ајде бе бато, а овој вика, дај прво 50 евра. И не знам дали знаете, она пред година дена го истакнав статусот на Facebook и луѓе, мислам, 3000 лајка добив. А уствари приказнава е вистината. Мој пријател отиде на операција. И влегол анестезиологов и го прашал, му рекол, вика, господине, вика, сакате од оваа поевтинава анестезија, што ја покрива фондов, или оваа поскапава, или од джеб што е овај? И овој му рекол, пријателов, па анестезија, дај ми оваа што ја покрива фондов. И овој анестезиологов рекол, добро, седнал до него, почнал да го гали и да му ја пее нани детенце. Али пред да влезе анестезиологов, влегол хирургов насамо. И кога го видел пријателов, му рекол, абе, докторе, вика, да бидеш нежен со мене, знаеш, прва операција ми е, а хирургов му рекол, ич да не се секираш, знам како се осеќаш и мене ми е прва. И овој му рекол, абе, како прва? Али овој му рекол, ич да не се секираш, глеј како ми спие руката. Али со оваа сечам. Ај, тури малце нешто така да ми се смири. И овој пријателов, не знаел, му турил 500 евра. И овој кога ги видел
париве, му рекол, брат, ја за толку пари, пред да те сошијам и органите по фенг шуи ке ти ги наредам. А овој еден комши имам фадил, го запиша овој син му на медицински факултет, и овој син му анатомија никако да положи, и овој професоров му рекол на син му, и да ми го викнеш татко ти. И отишол фадил, и му рекол, слушај професора, јас знам зашто си ме викал, јас знам да мој син не е неки Ајнштајн. Але вика, ако може да му туриш една шеска да не изгуби годината, хеј. А овој професор му рекол, ма иш да не се секираш, бе, каква година да изгуби? Кој да изгуби година? Син ти да изгуби година? Па нема шанси, бе. Ајде да се кладиме 1000 евра дека нема да изгуби година. Ова стварно со здравство, викам, со ова ше плаќање во пучинок, бе. Тоа е многу ризична работа за пациенти, бе, стварно е. Ја овој матичниот доктор ми вика, слушај Саша, сега јако сум ти доктор, немој да ти падне на памет да ми умреш. Зашо така ако ми умираат сите пациенти ќе останам без плата. И не дај Боже да легнеш да земе да те прегледува. Те прегледува нака, ле, вика, па супер си, добар и ова е добро, и срце, и бели добро, и ова е добро, и ти стануеш, ако е добро, стануеш да се облечеш да си, абе, полежи уште малце да ти најдам нешто, билки ќе ти најдам. Значи, ова со јавново здравство, што го донесува на таа гранка, само го кренава приватново. Јавново го ништуваат за приватново да го кренат. Па тоа не се издржи у приватниве клиники, бе. Ја кога бев у тоа Филип II нешто да ми прегледаат срце и сега ме прегледувам и вика све е супер, само гледај, избегнувај стресот и олабај се. Како бе да се олабаиш кога ќе отидеш на шалтер, бе, луѓе кои ти кажат 3500 денари сметката, бе, за преглед, бе. Одма инфаркт те удира, бе. Или баба ми била на приватник и прегледуеле очите пошто матно гледа и кога после ја покажале сметката нагло и светнало све. Таква е, драги мои, ситуацијата кај нас. Значи, ама тоа вас нека не ве секира. Корупција имало, ќе има секогаш. Нека не ве секира, сега ја видат летните одмори, а гледам од агенциите дека најбарани дестинации се грчките острови. Ја немам ништо против грчките острови, само ве молам, отварајте 16 очи. Оти ако не сте геј и ако отидете на Миконос, може некој да ви го спиконос. А ако отидете на Родос, може некој да ви го збодос. Затоа внимателно, од мене, од такви острови ми е преку Тасос. Фала многу.